Здраво на сите, добре дојдовте во уште едно дружење во живо на официјалната Facebook страна на Avon Македонија. Овој пат имаме навистина многу интересна тема за сите вас, а тоа е еден од најпознатите, најинтересните и најстрашни денови во годината – Хелоуин. Не само што за вас подготвивме интересни понуди 1+1 е еднакво на 3, вечер вас омене тука за да ви ги представи сите производи и да ви представи еден интересен глам изглед е мејкап артистката Милена Косик. На моje огромно задоволство и верувам дека и на ваше огромно задоволство, драги дами кои што сте сите вечерва вклучени на Facebook фан страната и не гледате во живо и со нетрпение чекате да видите што Милена ќе има како финален резултат. Здраво на сите и од мене, се надевам дека ќе уживате оваа вечер и дека заедно со Емче ќе ви подготвиме многу интересен изглед. Тука сум за да ви кажам и за некои од новите производи на Avon, така што ајде започнеме. Може да почнеме, значи Милена, пред да го започнеме ова видео во живо, заради интерес, нели, во интерес на времето, претходно нанесе база, пудра, искористивме еден интересен момент, значи не ставивме коректор под очите, туку Милена ќе ви објасни што токму направи како интересен трик за сите вас дами кои што во моментот не можете да најдете коректор за очи. Така. Јас ќе се надоврзам, значи ја користев Serum Foundation, новата пудра на Avon. Ова е всушност скинкер и декоративна козметика, има серум внатре, исто што е многу убаво, има и SPF 30, така што ако сте во брзање, нормално можете да нанесете само од пудрата и ќе бидете заштитени. Инаку за тоа Емче што ми го кажа, тоа е да некој чуван трик меѓу нас шминкерите, мекап артистите, кои што секогаш сме во брзање, некогаш да може да се случи да заборавиме коректор или контура, меѓутоа дури и да не заборавиме, многу често се случува да како коректор да искористам посветла пудра едноставно од или пак како потемна потемна нијанса на пудра. Да, се нанесува контура. Така, сега спомнав јас на почетокот дека ти вечерва ќе направиш еден интересен, требаше да биде во духот на Хелоуин, меѓутоа нема да биде страшен, нели, по улица кога ќе се шетате, нема да бегаат луѓето од вас и да се прашуваат зошто сте така нашминкани. Овој пат Милена ви подготви еден навистина интересен глам Хелоуин лук. Така, глам и график. И график, до мощне график. Со што ќе започнеш прво, бидејќи ја имаш веќе нанесено базата или подлогата на лицето, кој е следниот чекор? Следниот чекор по прво сакам да започнам со на некој начин истратување на линиите што сакам да го правам, бидејќи како со Емче што кажавме ќе правиме прилично графика. Бидејќи кажавме дека ќе правиме нешто графика, мораме да бидеме сигурни дека на двете страни ќе ни биде се многу симетрично. Затоа прво ќе започнам со скицирање, а после тоа со конектирање на линиите. Одиме прво со левото око, после тоа со десното. Бидејќи ајлајнерот ни е многу прецизен, јас верувам дека дури ќе нема ни потреба премногу да се грижам, само ќе направам цртки вака за да знам од прилика кај би цртала нешто вака. Ова ви е совршен трик дури и за туш која ќе нанесувате. Си започнувам околу окуларната коска. Интересен трик. Цртање на цртки по контурата на окото, кои што подоцна ги спојуваме сите за да добиеме една убава линија, да не мора да ја повторуваме по неколку пати. А сите знаеме дека ајлајнер со повторување на неколку пати, како беше она, од слими ќе стане фети. Така, баш така. На овој начин ќе си биде слими. Да, на овој начин ќе успеете да направите секако што треба. Бидејќи сум задоволна со формата што ја направив, сега како што кажав, само ќе си ги поврзам и после тоа ќе ги здебелиме доколку има потреба, бидејќи јас немам многу простор кај аркадата и мобилното окце,
во мој прилог е нештото тушот да биде многу потенок. И сега додека Милена се црта, јас би сакала да ви ја објаснам понудата која што ја подготвивме за вас, а е поврзана со денешниот мејкап лук кој што го спрема Милена. Споменав на почетокот дека понудата е 1+1 еднакво на 3. Што значи тоа? Значи имаме селекција од 7 различни видови на производи, кои што, доколку ги комбинирате 1+1, третиот, најефтиниот ви е бесплатен. Што значи, еве, да ги објаснам накратко кои производи се влегуваат во оваа понуда. Precious Earth, сенките за очи, кои што се 2 во 1, сенка и моливче за очи. Euphoric маскарата, мојата ултимативно најдобра маскара од Avon, и омилена, исто и на Милена знам. Серум пудрата, која што ја споменавме на почетокот, која што ја користи во моментов, претходно ја искористи Милена. Brow Line Plus, значи моливче за очи, кое што има и хайлайтер, односно оној бел дел со кој што може да коригирате се што сте сгрешиле додека ги цртате вегите. Нашите легендарни бисери, значи во сите 5 нијанси кои што ги има во брошурата. Мат кармините, значи ова е исто така легендарен Avon кармин и верувам дека на сите дами кои што вечерва се вклучени многу добро го знаат, доаѓа во 24 различни нијанси, така да многу е греото да го пропуштите да го земете со оваа понуда. И како седми и последен производ кој што го подготвивме за вас, тоа е Big Girl Paint Pencil, односно моливче за очи кое што доаѓа во 5 различни нијанси. Како функционира оваа понуда? Значи, било кој од производите, да речеме, една Euphoric маскара, еден мат кармин и една серум пудра, значи, најефтиниот производ од овие 3 го добивате бесплатно. Значи, ги плаќате само оние останати 2 производи. Или пак, доколку ви се потребни, да речеме, од нашите бисери, може да ги комбинирате со Precious Earth сенка за очи и да комбинирате и моливче за веги. Значи, најефтиниот производ од овие 3 го добивате без пари. Исто така, сакам да напоменам дека оваа понуда важи и за 3 исти производи. Например, 3 Euphoric маскари, третата ја добивате бесплатно, 3 кармини, односно може да комбинирате различен шејд, ист, не знам, 3 серум пудри, значи третата ја добивате без пари. Единствено во оваа понуда не влегуваат перлите. Најмногу перли што може да порачате во една порачка се 2 различни пакетчиња на перли. Значи, само за перлите е исклучена оваа понуда. Милена, јас доста зборував за оваа понуда, гледам дека ти веќе стигна многу далеку со шминкањето, па ајде да им објасниме на гледачите што всушност правиш сега. Стигна многу далеку од причина што ајлайнерите се фантастични. Првично се ултра пигментирани, друго се прецизни. Прво започнав со овој, како што кажав, супер definition лајнер и сега цртам, односно здебелувам со Токио. Токио, да, тоа е нашата последна колекција која што беше инспирирана од Олимписките игри во Токио и всушност овој ајлајнер е калиграфски, затоа е и толку прецизен и точен, настрана од тоа што е навистина многу пигментиран. Многу убав и буквално пример во овој дел кај што има околу вегите и влакненца и мов, многу во црта и во никој случај не се пресликува. Така, не се пресликува. Јас сега што би започнала уште малце би го здебелила во овој дел вака и после тоа би започнала со односно со нанесување на сенка и со Precious Earth колекцијата всушност, која што е инспирирана од боите на планетата. Да, инспирирана од земјините тонови,
споменав на почетокот дека во оваа наша понуда 1+1 еднакво е на 3 влегуваат и овие Precious Earth сенки, односно две во едно веќе, сенка и моливче за очи, значи сенката може да ја користите и како молив за очи. Мене сега ме интересира Милена што ќе направи после со Precious Earth и дали може би има за вас некој интересен трик како полесно да ја нанесете, бидејќи ова е една од сенките кои што се иако доаѓаат во моливче верзија, се многу кремави, пигментирани и со светки. Шајни. Имам чувство исто дека се многу долготрајни, бидејќи преска ги пробав на рака и се изненадив максимално. Колку стојат? Да, имам големи очекувања исто и за на око. Еве го, мислам дека ја завршивме формата и продолжуваме со моливчињата. Сега, Емче како да знаеше дека имам некој трик, бидејќи моливчињата се ќе кажам тоа е шминкерски трик, меѓутоа секогаш кога сакате да имате интензивно нанесена сенка, меѓутоа нешто ако е слично со сенката што ќе ја нанесете, во овој случај пример да кажеме, еве, ова моливче ќе ви покажам на рака, а за кратко и на око. Ова да ви дојде како база и врз него. Доколку нанесете некоја сенка, јас ќе ја искористам. Втората сенка од Avon палетата, ќе добиеме ултра интензивност. Само да ви го покажам интензитетот со база и после и овде ќе ви го покажам интензитетот на сенката без база. Значи разликата е голема и во тоа е тајната. Затоа јас истото ќе го направам на око. Да, мене многу ме интересира како ќе изгледа. Да, супер интензивно. Ја задржува она сјајна текстура од крем сенката, а всушност ја покриваме и го добиваме поголемиот интензитет од сенката од палетата. Така. На некој начин. Јас сакам да ги вметнам сите три нијанси кои што ми се допаднаа. Ова е кафеавата и ова е што е Rose Gold. Да, Rose Gold и бронза во моментот ова што ја користиш. Нијансата што ја користам сега, ќе ја нанесем некаде до средината на окцето, а на крај ќе нанесам бронзена. Си започнувам лево-десно вака, меѓутоа доколку вие направите нешто прецизно, слободно можете да земете прсте и со прст да истапкате насекаде за да биде нанесено насекаде исто. Сега јас ќе ги најдам сенките во брошурата, би сакала да ви ги покажам. Ова се тие 6 нијанси, кои што може да ги земете со оваа понуда 1+1, еднакво е на 3. Милена во моментов ги користи Honeydew, Wilderness и Chestnut Flare. Јас и ти се служивме дека оваа зелената нијанса Sparkling Moss е прекрасна, многу пигментирана, со многу боја, дури со едно нанесување на окото добивате вау момент. Меѓутоа се одлучивме, бидејќи е глам Halloween мејкап, се одлучивме да ги користиме овие бронзено, златеникави, кафени тонови вечерва. Ми се чини дека има најмногу светки во неа. Во зелената. Да, како да е најшајни од сите. Баш така. Мене ми се допаѓа многу, мислам дека одиме во вистинска насока. Одлично.
Одлично изгледа. Јас едве чекам да го видам финалниот лук и за сите кои што подоцна се вклучивте во оваа дружба во живо, само да ви напоменам дека мој вечерашен гостин е Милена Косик, нашата драга мејкап артистка, која што вечерва за сите вас прави мејкап туторијал инспириран од најлудата и најстрашната ноќ во годината, тоа е Хелоуин. Настрана од овој мејкап туторијал кој што ќе го видите, ние сме тука да ја промовираме нашата понуда 1+1 еднакво е на 3. Претходно споменав дека во оваа понуда влегуваат 7 различни типови на производи. Ајде да ги споменам уште еднаш. Еуфорик маскарата, нашите мат кармини, едни од најпродаваните кармини и едни од најпродаваните производи на Avon, секако перлите, кои што многу добро веќе сите ги познаваат и верувам дека нема некоја дама која што досега ги нема нели пробано или користено. Нашата нова серум пудра, моливчињата за очи од Марк, Precious Earth колекцијата, односно 2 во 1 моливче и сенка за очи, кој што во моментов Милена ги користи. И како последен производ кој што влегува во оваа понуда 1+1 еднакво е на 3, тоа е ова двострано моливче за веги. Милена вечерва ќе ги испроба сите овие производи и тие ќе бидат секој од нив, односно било која нијанса која што ја има избрано вечерва од овие 7 различни типови на производи, ќе ги искористи за да го добие овој финален глам Halloween makeup look. Ја завршив, ги нанесов моливчињата и нешто што можам да се надоврзам на твоето објаснување за нив е дека се само сетирачки. Всушност, сега гледам дека нема никаква потреба да нанесам плюс нешто што е многу многу важно за еден молив, бидејќи сите моливи имаат восок внатре и восокот знае во допир со кожата да се преслика и да се стопи. Овде имаме супер само сетирачки само сетирачко моливче и формула која што одлично прилега на окото, не се пресликува и само со едно или две нанесувања веќе може да добиете посакуваниот интензитет едноставно на бојата која што сте смислиле дека треба да ја носите на Хелоуин. Продолжуваме понатаму. Уште еднаш гледам дека сакаш да истрташ со тушот. Бидејќи како што кажавме е многу моливчињата се ултра пигментирани и буквално ми го снема тушот, така што би се вратила за да имам и ја повториме линијата. Така. Дали можеби при нанесување на туш е многу важно каква е четката на тушот? Најважно. Различни четки, односно различни четки на туш аплицираат, сите знаеме дека аплицираат различна количина на еве да речеме ако е црн тушот, различна количина на црна линија, меѓутоа ако сакаме да сме многу прецизни и за сите оние кои што не се толку вешти нели за да нанесат туш, еве ќе ги кажам првачења како мене, значи ако нешто не знам да нанесам, иако и мајка ми цел живот велела дека имам 2 леви раце, тоа е за нанесување на туш на очите. Ќе прашам со каков туш почетник да почне и како да се вежба по дома за да се испраксира доволно за да може да нанесе сам туш. Во тој случај 50-50 е, како да кажам, процентот. Уствари 50% треба да биде погоден тушот и 50% да биде погодена техниката на самото нанесување. Јас ќе покажам на ова опција најлесно како може да се нанесе туш, бидејќи секако би продолжила и на ова око. Меѓутоа ете ќе направам оваа линија бидејќи е најблиску до нанесување на туш. Секогаш гледајте малиот прст да буквално да ви се омара на образот.
со тоа што или огледалце од долу вака или горе како ви одговара на вас. Единствената линија што оди нагоре на целото тело, можам да кажам, е линијата под окото, односно оваа линија. Бидејќи крисот оди надолу, вегите одат надолу, тоа е гравитација, ни треба линија која што оди нагоре и секогаш треба да ја следиме таа линија. Не е битна должината на вегите, битна е линијата под окото, односно водената линија. Така што, гледајќи право, и само со врвот на четката, значи не со цела четка, туку со врвот, одиме кон формата што сме ја замислиле. Нешто вака треба да дојде. После тоа, кога ќе враќаме нели наназад, доколку правите класичен филайн ајлайнер, односно мачкест, наместо да вратиме од самиот крај, вие слободно можете да вратите до 70% или 50% од линијата и едноставно, буквално каде што ќе ви падне ајлайнерот, тоа таму да ви заврши линијата. До почеток слободно одете најблиску долж линијата на трепките и тоа е тоа. Следно можете и да пополните, еве еден на брзинка туторијал за туш, меѓутоа јас верувам дека ова е најбрзиот начин. Да, пробај Емче, вака мислам дека ќе успееш. Но многу зависи и од тушот, од четката и должината на четката, така што сметам дека ова е супер почетнички туш за учење како да нанесете туш. Тоа јас ќе си продолжам пак како пред малку, односно ќе почнам со цртки и се гледам за кратко. Така, додека Милена го iscrтува другото око, јас не сакам да ви звучам досадно, меѓутоа би сакала да ви раскажам уште неколку работи за вечерашната понуда и за производите кои што ги имаме кои што ги користиме практично во овој мејкап туторијал, а се на наша специјална понуда, која што важи до 29, значи до завршување на нашата кампања. Доколку не сте наши представници или клиенти, секако може да се регистрирате. Линковите за регистрирање, доколку сакате да станете представник, ќе бидат постирани по завршување на ова видео во коментар под видеото. Значи, едниот начин за да може да ги порачате овие производи е да станете наши представници или да станете наши клиенти. Разликата секако може да ја прочитате на линковите кои што ќе ви ги оставиме, но доколку веќе порачувате од наши представници, слободно може да им се обратите за оваа понуда, значи наречена ни е 1+1 еднакво е на 3, односно, што значи тоа? Добивате 3 производи по цена на 2. Во оваа понуда, како што кажа, влегуваат маскара, кармин, нашите легендарни перли, двострано моливче за очи, серум пудра, моливче за очи од Марк и нашите нови 2 во 1 моливчиња сенки од Precious Earth колекцијата. Милена е тука некаде при крај. Многу брзо оди се туша. Многу брзо, да. Многу брзо, едноставно и можам да кажам дека интересно нанесување на тушот. Јас не знам за вас, јас едве чекам да видам како ќе биде финалниот исход од целиот овој мејкап туторијал и со нетрпение чекам да видам што ќе направи Милена како финален лук. Инаку да кажам дека и за мојот вечерашен изглед се погрижи Милена. Не бев толку стручна, значи не експериментирав пред да го почнеме видеото со нанесување на туш на очите, а ова мало срценце тука е инспирирано од ликот на Харли Квин. Верувам дека сите многу добре ја знаете, ја играше Маргот Роби. Не продолживме со останатиот изглед на Маргот Роби од филмот, меѓутоа се задржавме баш на оној интересен глам момент, меѓутоа со Хелоуин ефект. Тоа е ова срценце тука и овој интензитет на розево руменило, кое што исто така е од Токио колекцијата.
Преслатко ти стои срценцето, Ти мислам дека благодарам. најубавото срценце до сега што го Што си го имам на цртано, нацртала, дефинитивно, да. Сигурно дека е на тебе. Супер, многу ми е драго, ти благодарам за комплиментите. Ајде да се вратиме на нашите гледачи и ти си тука некаде при крај и со исцртување на другото око. Кој ќе биде сега следниот чекор? Што ќе правиме следно? Следно кога ќе го завршам ова, нели треба да се вратам уште еднаш да ја поправам линијата. Следно би нанела вештачки трепки и можеби би ставила некои светки вака, би залепила тука за да биде баш гламурозно, бидејќи вака е само графика. Така. Кога се црта графика на око, на што треба да се обрне внимание? Освен што кажавме дека треба да бидат многу прецизни левото и десното око. Па, можам да кажам дека треба да се обрне внимание повеќе на односно на планирањето на изгледот, бидејќи во многу случаи кога сакаме да направиме нешто графички, а претходно не го смислиме тоа или дигитално да го нацртаме или пак во главата буквално да си го нацртаме, најчесто излегува хаотично, така што да, пред графички ајлайнер мислам дека треба да го смислиме убаво за да излезе така како што треба. Така. Дали има погрешен начин на нанесување на производи кога се шминкаме? Дали постои некој редослед на производи кои што треба да ги следиме за нели да го добиеме оној комплетен изглед на крај кој што сме го сакале? Така, има многу базни, односно првични правила кои што треба да се следат во шминкањето, но секогаш велам се зависи до преференциите што ги имате, исто така зависи уствари најбитно е на крајот да изгледа убаво. Меѓутоа да, доколку цртаме нешто графика, по правило е прво лицето да го направиме. Меѓутоа тоа не значи доколку сметате дека можеби нема да бидете прецизни или прв пат работите со некој туш, во тој случај многу веројатно е да сакате да избришете нешто. Така што емче нема некои правила специфични, меѓутоа многу е битна замислата претходно и продуктите што ги користи. Така. Добро, ти благодариме на сите овие совети. Се надевам дека сите фаќате прибелешки дома и ако ништо друго, дека ќе искористите оваа понуда која што ја имаме вечерва за вас и ќе пробате барем дел од овие трикови и совети кои што ви ги даде Милена. Додека го црта второто око Милена и додека да заврши, јас би ви представила уште еден од производите кои што влегуваат во оваа наша вечерашна понуда. Споменав дека е омилена од портфолиото на Avon моја маскара, тоа е Euphoric маскарата. Од пред неколку кампањи доаѓа во 5 различни нијанси, освен во црна, нели, стандардна, доаѓа во кафена верзија, тегет, сина и лила. Лилаковата и сината, значи она cold blue и sparkling purple. Буквално со едно нанесување ја добивате оваа боја. Маскарата е многу лесна во текстура, многу лесно се нанесува, има што за мене е најважно, дебела четка, бидејќи јас имам многу густи и големи трепки. Многу ми е важно четката да е густа за да може убаво да ми се нанесе на очите. Еве ќе ја покажам вака. Одлична. Едноставно одлична, не за џабе влегува во моите омилени производи. И би ја представила, пред да продолжи понатаму Милена да ви објаснува што прави со туторијалот, серум пудрата. На почетокот споменавме дека оваа пудра во својата формулација има серум кој што
и помага да ја задржи влажноста на кожата, не ја суши, бидејќи знаеме дека после 2 или 3 часа од нанесување на пудрата, кога ви стои на лицето, без разлика дали во допир со надворешните фактори, секакви надворешни влијанија, прашина каде што одите, на улица, по дома, што и да е, секогаш знае да се исуши едноставно и да речеме обично во пределот под очите, да ви се направат како еден вид на пукнатини. Оваа пудра, значи со серумот кој што го содржи во неа, ја хидрира, ја прави помазна и меѓу другото, додека ја носите, работи длабоко на вашата кожа и ја освежува. Ова е, не знам дали знаете, еден од најновите трендови во козметичката индустрија, сега како новитетот пред неколку брошури и кај нас. Доаѓа во 12 различни нијанси, што значи дека секој од вас може да си ја најде нијансата која што одговара на неговото лице. Јас како еден од триковите кои што ги имам научено досега е дека доколку една нијанса ви е многу светла, следната нијанса после неа ви е многу темна, ако ги измешате овие две нијанси, може да ја добиете токму вашата нијанса. Милена, дали ти често знаеш да измешаш нијанси на пудра за да ја добиеш на вистинската која што си ја сакала? Имам чувство дека ако не ја измешам пудрата, дека немам завршена одлична работа, што значи да трикот е во мешање на се, во мешање на кармини, во мешање на маскари дури, ајлајнери и пудри нормално. Многу ретко се случува баш некој да биде благословен за да ја има истата нијанса. Истата нијанса, да. Да, многу ретко се погодува. Јас морам да признавам дека а и мојата колешка Бојана, која што ми беше гостинка во претходното видео, јас и таа ја најдовме буквално совршената нијанса за моето и за нејзиното лице. Мојата е medium беш, токму оваа која што ја држам. Ако не се лажам, на Бојана беше нуд. Значи, со само едно нанесување на лицето се гледа дали пудрата ви одговара и најчесто, значи или пробувајте ја во овој дел на раката, или пробувајте ја на вратот. Многу е важно кога ја нанесувате пудрата, сега оваа не е толку покривна, меѓутоа, кога ја нанесувате пудрата, не ја завршувајте на ивицата на лицето, туку продолжете малку и по должина на вратот, за да не ви се двои, едноставно да ви се расипе мејкап изгледот, затоа што не сте ја нанеле правилно пудрата. И уште нешто емче што морам да додам, верувам дека има други девојки кои што се розови исто односно имат розов подтон. Розовка подтон, да. Не може меѓутоа, ете, јас имам и мене проблем ми е секогаш кога ќе нанесам пудра нормално, ја носам тука на врат. Меѓутоа, ако ја носам фата на косата, ушињата ми се розови исто. Така што уште еден трик и на ушите малце да ставите, точно, за да добиете една комплетна слика и целиот тен на главата да ви биде изедначен. Така. Да, одличен трик, ти благодарам, Милена. Ево, јас ќе го земам во предвид за следно моје шминкање, бидејќи најчесто ја носам косата собрана. Ти немаш потреба, меѓутоа за сите оние кои што се розовки, мислам дека ќе биде топ трик. Е must have. Да, must супер, have. Одлично. Значи, да ми прибележете го овој трик затоа што мислам дека навистина супер ќе ви делува на вашето следно шминкање. Рековме следно би нанела трепки. Така. И циркончиња, би залепиле циркони, па подоцна ќе го завршиме целиот мејкап лук. Продолжуваме понатаму со нанесување на циркончиња, кои што би ги залепиле за да добиеме баш еден буквално онаков Холивуд глам момент. Мислам дека ќе нанесам вака 2 циркончиња, тука едно, можеби на почетокот. За лепење на циркончиња многу ви е потребно да имате лепак или за трепки или пак за светки, меѓутоа да биде некој што ќе биде прозиран, да не е црн, пример. Со тоа што ќе направите една точка, после тоа ќе се вратите, но мене ми е многу полесно со прсти, меѓутоа на некој му е полесно со чупалица или со апликатор и само прилепуваме
Не стискаме, претпоставувам, за не да не се разлее дел од лепакот. И не чекајте толку како јас, што чекав, најверојатно треба да бидете многу побрзи. Ми се допаѓа многу и мислам дека многу одговара и со тоа што го носам. Кога ќе ставиме трепчиња, ќе си биде се. Да, буквално ќе добиеме буквално глам момент. И на почетокот. Одлично. И I think we're done. Така, пред да ги ставиме трепките, секако дека ќе нанесеме и маскара. Така. На овој изглед што го правиш вечерва, јас ќе кажам многу штета што нема да искористиме некоја од овие лила и тегет нијанси на еуфорик маскарата, туку ќе ставиме од црната, но за сите кои што сакате малку поинаков изглед, кои што сакате да внесете, малку драма, а немате, да речеме, некоја интензивна сенка, интензивна бојана сенка на очите, оваа драма може да ја постигнете со некој од нијансите на еуфорик маскарите. Бидејќи сум при самиот крај, сега започнувам со маскара. Маскарата што ќе ја користам денес е црната од Еуфорик. Меѓутоа, многу ми се допаѓа плавата маскара. Плавата маскара сметам дека е најубава од сите маскари, бидејќи многу убаво стои на сите тие што имаат посветли очи, па дури и на кафеавите очи. Многу ги истакнува, ги отвара и е навистина волуменозна маскара. Од кога ќе завршам со маскарата, продолжувам со вештачки трепки и можеби ќе доцртаме и под окото уште нешто и тоа е тоа. Додека Милена ги нанесува трепките, кои што треба да дадат еден убав завршен изглед на целата оваа денешна презентација, јас би сакала само да ви ги представам гел моливчињата кои што доаѓаат во оваа понуда која што ви ја презентираме вечер, 1+1 еднакво е на 3. Не само што имаат гел текстура, туку и со едно нанесување, не знам дали може да видите, со само едно исцртување на очите имате многу пигментирано моливче. Јас овие моливчиња често знам да ги користам и како моливче за уста, сенка за очи, некогаш кога ќе заборавам нели во чантата да ставам сенка за очи, доаѓаат во 6 различни нијанси. Ете, може да ги видите во моментов на вашите екрани. Секој може да си ја најде својата нијанса која што би ја порачал со оваа понуда 1+1 еднакво е на 3. Што тоа значи за сите кои што подоцна се вклучиле? Тоа значи дека во оваа наша понуда влегуваат 7 различни типови на производи. Дел од нив веќе Милена ги користеше во овој мејкап туторијал, а тоа беа Precious Earth 2 во 1 сенки и моливче за очи, Еуфорик маскарата, која што сега пред малку ја користеше Милена, нашите легендарни мат кармини, овие моливчиња, гел моливчиња од Марк за кои што ви зборував пред малку, најпродаваниот наш производ од сите мејкап производи, значи ултимативните перли за лице, и ова 2 во 1 моливче за исцртување на вегите, кое што, ако ја отворите брошурата, ќе видите дека доаѓа во 4 различни нијанси, и тоа за блондинки, за светли, за некој кој што има светла кафена коса, темна кафена коса, и за оние девојки кои што имаат црна коса. Овој посветол дел од моливчето може да го искористите или како еден вид на хайлайтер, го нанесувате под самите веги, или може да го искористите како да коригирате на оној дел каде што сте ја погрешиле линијата додека сте ги цртале вашите веги. Само да ви кажам дека со оваа понуда може да ги искомбинирате било кои 3 производи.
бесплатен ви доаѓа најефтиниот производ од сите. Нели, во зависност од она што ќе порачате, на пример, може да порачате серум пудра, моливче за очи и моливче за веги и моливче за очи. Најефтиниот од трите производи нема да ви биде наплатен, односно го добивате бесплатно. Или пак ако искомбинирате еден од кармините, маскарата и едни од перлите, најефтиниот од овие три производи ви доаѓа бесплатно. На самиот почеток споменав дека оваа понуда важи и за три исти производи, значи 3 кармини, 3 порачани серум пудри, 3 порачани еуфорик маскари, 3 порачани Precious Earth, 2 во едно сенки и моливчиња за очи. Меѓутоа, единствено не важи за овие перли. Перлите најмногу во една порачка со оваа понуда може да добиете 2 различни пакетчиња. Сега, нијансите од сите овие производи секако ги бирате вие. Во пакет, односно секогаш повеќе производи во пакет се подобри и поубави, може да ги искористите вие, заедно да ги комбинирате со вашите, не знам, сестра, мајка, пријателка, тетка и така натаму, да се соберете 3 другарки да си порачате 3 различни производи по цена од 2 производи. Оваа понуда, сакам само да кажам дека важи до 29 октомври до 10 часот. Доколку не сте наши представници или клиенти, може да направите порачка преку некој од нашите представници, преку некоја од 5 зони со кои што оперираме на територија на Македонија, или пак да се регистрирате на еден од двата линкови кои што по завршување на ова видео ќе ги најдете во коментар. И јас сега би се вратила на Милена, затоа што почна овој мейкап лук доби скроз нов изглед. Не само што прекрасно истои, значи морам да признам дека прекрасно истои, дефинитивно е изглед кој што јас лично би го пробала. Знам. Ти си баш драматична и многу често експериментираш. Па затоа, дечки, еве ви можност да си нарачате некој од производите и да почнете да експериментирате и вие, бидејќи шминката се брише и можете да бидете креативни колку сакате. Да, со едно моливче може буквално да направите 50 различни видови на мейкап изгледи. Следно, одиме со овој молив. Овој молив има две страни. Од едната страна имаме хайлайтер, од другата страна ние всушност моливчето за веги. Јас ја користам оваа нијанса, се вика light brown, и започнувам со деловите каде што имам мали дупчиња и таму кај што треба да се додаде. Всушност тоа е повеќето кај аркадата и сите тие што сме millennials, може би во овој дел под вегата каде што ни треба малце здебелување. Во секој случај едната вега ќе биде пубава од другата и на нас. И ние сакаме едноставно да направиме копи-паст. Со тоа што во овој дел имам под дебела вега, истото пробувам да го исцртам и тука. Моливчето е многу прецизно, без разлика што е вака дебелко, и друго нешто што ми се допаѓа е тоа што не е преинтензивно, бидејќи преинтензивно кај моливчињата за веги знае да звучи застрашувачки малце, бидејќи ако сгрешите, нормално потешко е да поправите. Сега, јас од оваа страна би земала и би направила убава линија и би ја скратила вегата малце. Нешто вака. Дали имаме некој совет плюс од твоја страна при нанесување на моливче за веги? Што според тебе е идеален производ за веги? Дали моливче, дали некоја потечна варијанта, дали гел варијанта? Јас сум голем фан на маскарите за веги.
најголем фан, бидејќи меѓутоа тоа е затоа што имам, да кажеме, прилично добри веки и ми треба само расчешлување. Како и да е, моливчињата се добра алтернатива, бидејќи се нешто што е можеби не толку пигментирано за разлика пример од геловите. Така. Геловите се, за да користите гел молив за очи, баш треба да бидете профи, да знаете точно што правите. Така, треба да знаете што правите за да може да нанесете, затоа како алтернатива ви се овие моливчиња. Ова конкретно нашето Brow Line Light Plus е двострано моливче, како што ви спомена Милена. Од едната страна е всушност моливчето за веги, а од другата страна имате еден вид на хайлайтер со кој што може да ја потенцирате линијата на вегите, значи се црта под линијата на вегите, или пак да поправите, коригирате нешто каде што сте сгрешиле. И сега во однос на коригирањето на шминката, која е најдобра алатка за нешто да се отстрани доколку сгрешите? Верувам дека ова сите дами ќе ги интересира вечерва. Се освен влажна марамица, посебно ако имаме нанесено веќе пудра, база за пудра, транслусентна и се останато нели што се чекори за шминка. Така што верувам дека одговорот би бил или нешто вака што е нежно, меѓутоа оваа страна од моливчето би ми помогнала за некоја минимална грешка. Меѓутоа ако има поголема грешка, тоа во секој случај би било коректор или пудра, меѓутоа нанесено на некоја четкичка што изгледа можеби вака, што е синтетичка и тенка. Така, и никогаш не развлекуваме каде што сме сгрешили, туку тапкаме. Така, тапкаме или евентуално правиме вакви движења како swiping motion, така, нагоре, И на тој начин имаме, поправаме. Меѓутоа, во секој случај, уште еден трик, јас секогаш имам нешто да кажам плюс, е тоа да не го поправаме со коректор кој што е пресветол, бидејќи, пример, во овој дел имаме пудра и немаме коректор. Со тоа што ако ставиме коректор, тоа би значило дека нештото ќе биде во посветла нијанса и во тој случај овде ќе ви остане посветло. Затоа гледајте да биде со нијанса што е најслично со пудрата или едноставно со самата пудра. Така, и како прв трик кој што го искористивме пред почнувањето на ова видео и кој што го споделивме претходно со вас, еве за сите кои што подоцна се вклучиле, доколку немате коректор во моментот, секогаш најдобрата алтернатива е да искористите пудра во светла нијанса. Милена е тука некаде при крајот на вечерашниот Halloween inspired makeup look. Единствено нешто што ни остана да го споменеме како последен производ за нанесување, тоа е карминот. Верувам дека, и се извинувам, предпоследен. Верувам дека сите дами кои што вечерва не гледаат, не постои дама што не сака да стави кармин, без разлика која и боја да ја сака да ја носи, која и боја да и стои, едноставно карминот е ултимативен кога станува збор за шминкањето. Никогаш ние жените не сме се задоволиле само со еден, затоа искористете оваа вечерашна понуда, 1+1 еднакво е на 3. Ова се нашите најдобри мат кармини, кои што со оваа понуда доаѓаат во 24, замислете, дури во 24 различни нијанси, почнувајќи од оние нуд нијанси, преку кафени, посветло кафени, потемно кафени, црвеникави, потемно црвени, ултимативен црвен кармин, се извинувам, овој тука конкретно го отвори за да го видите. Red Supreme. Значи, ова е еден од најубавите црвени кармини кои што јас ги имам користено. И за сите кои што сакате розови нијанси, по вечерашното мое излагање се гледа дека розивите ми се омилени, ова е мојата омилена розова нијанса. Има преубаво име, тоа е Adoring Love. И секако секогаш розивите и црвените кармини потсетуваат на љубов. Така е. Затоа веројатно и ни се омилени на нас жените.
И сега, Милена, ти вечерва ќе искористиш некоја нуд варијанта, нуд кафена варијанта, која што ќе одговара на се ова претходно што го нанесе. И сега јас имам само едно прашање во однос на овие кафено нуд земјени тонови нијанси. Дали секогаш кога нанесуваме вакви нијанси треба да се задржиме истите нијанси да ги имаме на целото лице, или пак може некогаш некој од производите да одскокнува, како на пример, не знам, руменилото или карминот? Ако пирам што би одскокнувало, дефинитивно би бил карминот. Меѓутоа, да, секојаш треба да се водиме по некое правило, да има хармонија на боите, се вика во шминкерскиот свет. Меѓутоа, зошто да не се скршат тие, зошто не се прекрашат тие некои правила, така што доколку сакате да си експериментирате, слободно направете го тоа. Јас ќе го искористам овој кармин, овој е мат кармин и се вика Nude Sweat. Ќе го нанесам на целата уста и има малку розенишкав поттон и тоа ми се допаѓа дополнително, бидејќи почетокот во овој дел, на почетокот на мобилната опција имам нанесено од моливот за очи од Precious Earth колекцијата. Карминот многу лесно се нанесува, дури се нанесува толку лесно со тоа што можете да зборувате додека го нанесувате. Да. И она закосена диамантска форма која што ја има дополнително ви олеснува при неговото нанесување. Еве, може уште еднаш. Чекај, извинете. На црвениот е поинтензивена, да може да го видите. Одлична е формата и завршуваме, дојдовме при крај, завршуваме со последниот производ кој што сакаме да го презентираме вечерва. Јас споменав на неколку пати во ова видео дека тоа е нашиот најпродаван производ и веројатно еден од производите по кој што Avon е препознатлив во целиот свет, а тоа се нашите True перли. Доаѓаат во брошура во 5 различни нијанси. Значи имате во зависност од она што ви треба, значи дали сакате розеникави нијанси, златеникави нијанси, кафени нијанси или едноставно сакате да добиете еден вид на хайлайт момент, да ги искористите како хайлайтер, би ги избрале, нели, би го избрале тој тон на перли. Споменав на почетокот дека само за перлите нашата 1+1 еднакво е на 3 понуда не важи доколку сакате да одберете 3 различни или исти нијанси на перли. Единствено само кај перлите, од сите останати 7 производи кои што влегуваат во оваа промоција, единствено кај перлите може да порачате најмногу до 2 производа. Јас сум готова. Ставив и од перлите, многу ми се допаѓаат, бидејќи на некој начин се и како бронзер, руменила и хайлайтер во едно, а не изгледа ништо премногу на лицето. Така што да, се надевам дека ви се допадна овој туторијал и дека ќе се видиме следна прилика и искористете ја понудата. Да, 1+1. Јас пред да ве поздравам сите драги дами кои што вечерва не гледавте, со нетрпение чекам да пробам некои од триковите кои што Милена ги кажа вечерва. И пред да го завршам ова видео, уште еднаш би сакала само да ви ја потенцирам понудата. Без разлика дали сте наш представник или наш клиент, доколку не сте, споменав дека по завршување на видеото и за сите кои што сакаат да станат представници и сите кои што сакаат да станат клиенти, во коментар под видеото ќе ви бидат пастирани двата линка каде што може да ги прочитате сите нели услови за ајде јас вечерва ќе си дозволам, иако ние во Avon многу не го сакаме тој збор како да се зачленам, меѓутоа ќе може да прочитате како да се зачлените, односно како да станете наши представници или привилегирани клиенти. На крајот од ова видео само сакам да ви се заблагодарам на сите кои што доследно наследевте во овие 40 на минути, да ве охрабрам
да искористите оваа понуда, која што важи до 29 октомври до 10 часот наутро. Значи понудата ни е 1+1 еднакво е на 3 и сега би сакала само уште еднаш да се вратиме на финалниот изглед на Хелоуин глам лукот на Милена пред да ве поздравиме. Доколку се одлучите да го рекреирате, ово слободно тегнете, а страната на Avon Македонија, да, без разлика дали тоа ќе го сторите на Инста или на Фейсбук, нас ќе ни биде многу драго да ве репостираме сите кои што ќе го пробате или барам ќе пробате дел од овие совети и трикови кои што Милена вечерва ви ги кажа. Слободно тагнете не и доколку нели ја искористите оваа понуда и доколку ви се допадне некој од производите, мене ќе ми биде многу драго ако ги пробате и баш се уверите колку се тие добри и колку добар мејкап лук може да направите. И тука некаде е крајот на ова наше вечерашно дружење. Јас само ќе ве поздравам уште еднаш и се заблагодарам на Милена што беше моја драга гостинка вечерва и ве оставам сите во добро расположение, добро здравје и се гледаме во некоја следна убава ваква прилика. Чао! Ćao!